Убиствата во источниот дел на државата се надоврзуваат како синџир и се повеќе ја вознемируваат јавноста. Буквално се нема време да стигнат коментарите по едно убиство, а веќе се случило ново. Уште побрутално и со поголеми трагични последици. Токму затоа тројното убиство во Злетово има шокантни ефекти врз јавноста, која не може да верува дека до вчера мирниот народ сега се накострашил крволочно и лесно посегнува по животите на другите. Затоа обичниот човек никако да најде одговор на прашањата за причините за оваа страшна појава. И всушност, што е тоа поради што им се стемнува на луѓето и зошто толку лесно се буди нагонот за убивање кај поединци. Последното тројно убиство во овој дел на државата се случи уште во 90-тите години во Виница, каде во судница настрадаа брат, сестра и адвокатка. Тогаш причина беше бескрајната судска постапка околу имот на соседи. Во позадина на сегашното тројно убиство најверојатно се брачење на согласувања, можеби љубомора или нешто трето, што во суштина е различно. Заедничка димензија во девете трагедии може да има само ладнокрвноста со која се извршени. Социолозите и другите стручни аналитичари сигурно причините ќе ги бараат и во тешката и болна транзиција, како и во неподготвеноста на граѓаните да се трансформираат од еден систем во друг. Освен тоа, насекаде на земјината топка стотици проблеми и состојби се решаваат со насилство, употреба на оружје и други директни закани. А таквата практика не може да помине без негативни рефлексии и импликации во општеството. Инаку бегството на професионалниот војник ќе му даде дополнителни димензии на целиот случај. Меѓутоа, пронаоѓањето на неговото тело обесено во бачело кај Злетово зборува дека совеста кај него проработила. Истрагата треба да покаже кој од убиените каква улога имал во оваа трагична драма во Злетово.